Наспроти еколошките организации и активисти кои сметаат дека отварањето на нови рудници во источниот дел на Македонија е недозволиво, истите ќе се одржат негативно врз целиот регион, зашто силно го кренаа својот глас. Експертите во оваа област се на мислење дека новите инвестиции во рударскиот сектор нема да ја загрозат животната средина. Без нивела тие не може да се зборува ниту за развој на македонската економија. Ова е Николајчо Николов, директор на рудникот за бакар Бучим кај Радовиш. Секој треба да знае деталните геолошки истражувања воопшто не ја загрозуваат животната средина, тоа се дупчења со цел да се извадат проби, да се испита што има во почвата, во земјата и да се определи некоја економска оправданост. Овие движења за поздравување еколошката свест кај луѓето, апсолутно. Но не е за поздравување еколошки движења кои се на памет без аргументи. За рудникот Иловица Штука кај Струмица, кој во јавноста е познат и како рудник на смртта, Николов вели: И јас конкретно за Струмица повеќе пати сум кажал таму, треба да седнат експерти од рударскиот сектор и експерти од земјоделскиот сектор, да направат математика, што се добива со едното, што се добива со другото. За професорот на рударскиот факултет во Штип Благој Голомеов, во изминатиот период врз рударството била водена негативна кампања. Отварањето на нови модерни рудници кој што е планирано, например, Иловица, која инвестиција е прилично висока, над 300 милиони евра ќе биде сигурно. Значи, самото отворање на тој рудник значи некаде околу 3% од пораст на бруто домашниот производ. Тоа не е занемарлива бројка. Експертите велат дека Македонија е земја богата со минерали, но и поголем дел од нив се неистражени. Во последните 40 години не бил отворен ниту еден рудник за металични суровини. На годишно ниво од постечките рудници за метали се извезуваат суровини во вредност од околу 180 милиони евра. Сметаат дека со добра стратегија земјава на годишно ниво ќе може да произведува и до 2000 килограми злато, за што има сериозен потенцијал. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.